Добре дојдовте ученици во нашата училница. Моето име е Ирена Пешевска, работам како оделински наставник во Основното општинско училиште Киро Глигоров во Скопје. Денеска заедно со мене ќе навлеземе во математиката во прво оделение. Некој денеска у вас одржина ќе учи за прв пат. Некој ќе го искористи овој час да ги повтори веќе стекнатите знаења. Ќе зборуваме за собирањето како спојување на две групи количини и броење нанапред. Ќе го препознаваме знакот плюс во математичките искази што се однесуваат на собирање. Ќе умееме правилно да го пишуваме и пременуваме знакот плюс, да размислуваме математички и усно да го препознаваме собирањето во конкретни ситуации од секојдневниот живот. Да почнеме со собирање. Изброј колку јајца има во првата, а колку во втората кошничка. Колку вкупно јајца има на сликата. Во првата кошничка има 1, 2, 3, 4 јајца. Во втората кошничка има 1, 2, 3, 4, 5 јајца. Да пресметаме колку вкупно јајца има на сликата, ќе го постигнеме тоа ако броиме нанапред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 јајца. Одговорот ќе гласи: на сликата вкупно има 9 јајца. Сега гледам еден паркинг на кој што се наоѓаат автомобили во црвена и во сина боја. Треба да изброиме колку има црвени, а колку сини автомобили. Ајде да броиме заедно. Црвени автомобили се 1, 2, 3, 4. Сини автомобили 1, 2, 3, 4. Забележуваме дека имаме 4 автомобили црвени и 4 сини. Колку вкупно автомобили има на сликата? Ќе пресметаме ако броиме со броење нанапред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Одговорот ќе гласи: на сликата вкупно има 8 автомобили. За оваа задача, ученици, ќе предложам да ставите две кутии пред себе во кои ќе има боички колку што има и на оваа слика. Во првата кутија колку боички ќе ставите? 3, точно така. Во втората кутија 4 боички. Ако ве прашам колку боички има во двете кутии, како ќе ми одговорите? Броејќи ги боичките нанапред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Одговорот ќе гласи: во двете кутии вкупно има 7 боички. Така е. Браво, ученици! Броевите знаеме дека треба да се пишуваат со цифри, но со кој знак ќе ги поврземе кога треба да ги собереме? Токму тоа денес на овој час ќе го научиме, деца. Но пред да кажеме за кој знак во математиката станува збор, ќе ви предложам една гатанка. Можете да се обидете и да ја научите, ама на крајот треба заедно и да ја погодиме. Имам две линии прави. Секој треба правилно да ги состави. Едната да спие, другата да стои. А потоа, двата броја во еден збир јас ќе ги спојам. Знак со малечок и кус и ме викаат плюс. Денес ќе учиме за знакот плюс. Знак кој што се пишува многу лесно, но уште полесно се составува со прстињата на нашите раце. Кренете ги рачињата, едното прсте од едната рака нека спие, другото нека биде исправено и таа едно преку друго го представуваат математичкиот знак плюс. А во математиката денеска ќе видиме кога и каде го запишуваме знакот плюс. На гранката има 3 птици. Долетале уште 2 птици. Како се запишува тоа? Се запишува 3 плюс 2 е еднакво на 5. Броевите 3 и 2 знаеме како ги именуваме, но во собирањето тие добиваат уште едно име. Се викаат собироци. Во оваа задача 3 е првиот собирок,
2 е вториот собирок, а резултатот што ќе се добие при собирањето се вика збир. Знакот плюс го читаме, ајде сите заедно на глас, плюс. Пливале 2 риби. Дошле уште 4 риби. На прашањето колку риби има на сликата, ќе кажеме, ако ја поставиме задачата математички вака точно, 2 плюс 4 е еднакво на 6. Повторете го бројот 6, правилно се кажува 6. Се изговара 6. На оваа слика имаме 3 дечиња, музицираат, весело свираат. На прашањето колку има деца на оваа слика, ќе одговориме вака: 2 момчиња и 1 девојче. Ако ги поврзаме со знакот плюс, тогаш ќе решиме задачата математички. 2 плюс 1 е еднакво на 3. Сега, ученици, во вашите тетрадки по математика треба да го нацртате ова што го гледате на сликата. И ќе ми одговорите колку црвени цветови има. Црвени цвеќиња има 3. Колку сини цвеќиња има? Сини цвеќиња има 2. На прашањето колку вкупно цвеќиња има на оваа слика, како ќе ми одговорите? Вкупно цвеќиња се 3 црвени плюс 2 сини е еднакво на 5. На сликата вкупно има 5 цвеќиња. Дали сакате, дечиња, да играте со домино плочки? И јас многу сакав да играм додека бев мала. А сега ќе ве научам дека и на доминото плочки можете да го утврдите собирањето, ако ги собирате точките од левата и од десната страна на плочката. Еве вака. 1 точка лево плюс уште 1 точка десно еднакво на 2. 2 плюс 2 е еднакво на 4. 3 плюс 4 е еднакво на 7. 2 плюс 5 е еднакво на 7. 3 точки плюс 2 точки е еднакво на 5 точки. Ако првиот собирок е 5 плюс уште 1 точка, до нејзе запишана еднакво е на 6 точки. Збирот е 6. Ако ви се допадна оваа задача, ќе ви дадам и задолжение за во тетратките да напишете. Нацртај ги во тетратката и собери ги сам или сама точките на домино плочките. Значи, ќе ги нацртате во тетратката, а потоа под плочката ќе запишете колку има од левата страна точки, плюс уште колку се од десната страна и колку е нивниот збир, колку се вкупно. 3 зелени плюс 2 зелени точки вкупно се 5. Следната задача. 5 портокалови плюс тука ќе застанам. Тука ќе оставам простор вие да го запишете вашиот резултат во останатите домино плочки. Откако ќе завршите со оваа задача, ќе треба внимателно да го запишете знакот плюс во вашите тетрадки. Но, нешто ќе ве посоветувам. Знаете ли, ученици, дека тетратката е огледало на ученикот? Пишувајќи во тетратката, вие всушност покажувате колку сте уредни, колку сте вредни и колку сте исполнителни во вашите обврски. Затоа трудете се секогаш, настојувајте да бидете во тетратките уредни и да тоа биде едно ваше вистинско огледало. Во прво одделение учевте многу зборчиња и на англиски јазик. Верувам дека многу зборови умеете да ги преведете од англиски на македонски јазик. Еве, например, ако го прашам што значи на англиски зборчето teacher, верувам дека повеќето од вас веќе знаат дека зборот teacher значи наставник или наставничка. Ама, има и во македонскиот јазик многу зборчиња кои што може да ги преведеме на математички јазик. Да, токму така, од македонски на математички јазик. Например, ако добиеш на роден ден подарок книги, 2 книги од Ана, 3 книги од Маја. На прашањето колку вкупно книги доби на подарок, што треба да направиш за да го дадеш одговорот?
Треба да се собере бројот на книги со знакот плюс. Значи, вкупно во македонскиот јазик означува нешто што треба да го собереме. Колку боички имате заедно, прашува наставничката на тебе и твоето другарче откако ги гледа боичките на вашата клупа. Што ќе направите за да дадете одговор? Треба бројот на боичките да ги соберете. Значи, зборот заедно означува операција собирање, употреба на математичкиот символ, односно знак плюс. Во годишното време пролет врапчињата многу се радуваат бидејќи треба од топлите краишта да пристигнат нивните пријателки птиците. Што ќе се случи со бројот на птиците откако ќе долетаат ластовичките од топлите краишта? Бројот на птиците ќе се зголеми во вашиот град. И тука забележуваме на зборчето долетаа дека математичкиот символ плюс го означува нивното пристигнување и зголемување на бројот на птиците. Значи, ученици, кога наставничката ќе ви поставува устно задачи текстуални, секогаш слушајте внимателно, затоа што изборчето означува некоја математичка операција. Од денес ќе знаеме дека кога ќе слушнеме вкупно, заедно, долетаа, пристигнаа, подарија и така натаму, тоа е математичката операција собирање. На оваа слика гледаме дечиња кои што вежбаат математика. Со знакот плюс решаваат задачи во училиште. Како? Со помош на математичките плочки во различни форми, тие пред себе представиле собироци и заедно со знакот плюс, кога ќе ги соберат, го означуваат нивниот збир. 1 плюс 6 е еднакво на 7. 3 правоаголници плюс 5 квадратчиња еднакво е на 8. 5 триаголници плюс 3 триаголници е еднакво на 8. Ученици, знакот плюс може да биде интересна игра во слободното време, но доколку немате логички плочки, можете да употребите боичките, фломастерите, да ги собирате или пак со нив да го представите знакот плюс. Едната боичка нека биде исправена, другата нека биде легната, една преку друга го означуваат знакот плюс, операцијата математичка собирање. А вие од левата и од десната страна обидете се со вашите бомбончиња, играчки, со вашите чоколадца да формирате најразлични собироци. Математиката знае да биде многу интересна и многу е лесна доколку секојдневно и најдеме примена. При крај на денешниот час имам и една домашна задача. За некого ќе биде прв пат поставена, некој ќе го искористи часот да провери дали точно му се решени задачите во математика 1 на страна 31. Ќе ве посоветувам, решавајќи ги задачите, повторно да се обидете да ги представите зборовите пред себе. Само така лесно ќе ја научите математиката и денешната операција собирање. И еден совет за крај на овој час. Знам дека учевте во училиште за монетите и банкнотите како платежно средство. А знаете ли колку е важно да имаме една потреба од секојдневно штедење и собирање парички во нашата касичка? Денар плюс денар во касичката за кратко време ќе ни овозможи да си купиме некоја нова играчка или некоја потреба што ја имаме од училишниот прибор. А ставајќи ги паричките во нашата касичка, што забележувате, ученици? Дека и тогаш ја имаме операцијата собирање. Математичката операција собирање е секојдневна потреба, нешто што го имаме насекаде околу нас. А вие од денеска знаете дека собирањето го означуваме со знакот плюс. Ви благодарам многу за вниманието и се надевам дека повторно ќе се видиме на некој друг час.
До тогаш ве поздравувам. До видување ученици.